Тоа што чини ќе остане, тоа што не чини ќе лета. Почна изработката на новата стратегија за образование со важност од 2026 до 2032 година. Таа ќе се фокусира на обезбедување еднаков пристап до квалитетно образование за сите, грижа за добро ментално и физичко здравје на младите, усогласеност на образовните политики со пазарот на труд, дигитална и медиумска писменост и примена на новите технологии. МОН денеска ја одржа првата работна средба со повеќе институции, образовни установи и представници на граѓанскиот сектор како и меѓународни партнери. Ова е сложен процес, денес е првиот состанок, процесот ќе потрае, не е тоа лесен процес, но јас сум сигурна дека сите заедно на крај ќе извадиме еден навистина добар продукт кој ќе обезбеди квалитет и иновации во образованието. Она што сме процениле дека е добро, ќе продолжиме да го имплементираме. Она што не ги дало резултатите очекувани од претходната стратегија, ќе го модифицираме и секако ќе внесеме нови елементи, затоа што не можеме да стоиме во место, мора да се прилагодуваме на глобалните потреби. Поддржувачи на новата стратегија се и УНИЦЕФ, УНДП, Светска банка и ГИС, со кој МОН денеска потпише и официјален меморандум за поддршка. Оно што е многу важно е развојот на стручното образование и обука, кој што е еден од главните елементи на новата стратегија за образование, со кој што се разгледуваат сите оние клучни прашања поврзани со пополнување на празнините, поврзани со развојот на вештини, со усогласување на побарувачката и потребите кои што се на економијата и постои, се разбира, особено важна потреба да се развие сеопфатна стратегија за целото образование. Ние сме доста оптимистични, веруваме дека новата стратегија за образование ќе обезбеди нови ниво образованието и ќе осигура континуитет во самиот развој на образованието во периодот на следните 7 до 10 години. Преку заедничка визија и долгорочен план, новата стратегија треба да го приближи образованието во Македонија до современите европски и светски стандарди.